Нови меѓусебни обвинувања си разменија денес СДСМ и ВМРО ДПМН. Партиските штабови денес работеа на темите дивоградби и пари од Еразмус Плюс програмата. Над 150 незаконски дивоградби, криминал тежок на 200 милиони евра, узурпиран простор, мала претворени во бетонски џунгли и загрозена безбедност. Тоа е резултатот на политиките на коалицијските партнери на ВМРО ДПМН, што Орце денес ги одобрува. Зошто Орце воопшто не понуди решение за проблемот со дивоградбите? Дали поради бизнис интересите на власта, таа ли улога Мицкоски му ја додели на Орце овој пат? Додека јавно глуми противник на СДС, Димитар Апасиев немал проблем со тоа што неговата сопруга барала пари од европските фондови и владата на Ковачевски преку Националната агенција за Еразмус Плюс. Додека Апасиев пред камерите глуми противник на СДС, зад затворени врати неговиот семеен круг бил дел од системот кој го водела власта на СДС, добил финансии и уживал привилегии. Како токму Тамара Јованов Апасиева покрај илјадници млади универзитетски кадри и активисти од цела Македонија изберена да добие поддршка од СДС. Дали ова е класичен пример на политички договори меѓу СДСМ и Левица?